ВМРО ДПМН цврсто стои на ставот. Уставни измени под бугарски диктат нема да има, ниту пак овој парламентарен состав има мандат да го направи тоа. Лидерот на партијата Мицкоски вели дека имаат план за помош на граѓаните и за крепнување на стопанството, составен од 3 дела – национален, политички и економски. Подготвени сме тој план веднаш откако ќе завршат изборите да го ставиме на располагање на дипломатите од Европската Унија, да разговараме по тој план и тоа е единствениот план за надминување на сегашната ситуација, односно ќорсокак во кој што не донесе владата на ДУИ поддржана од СДСМ. Мицковски повторно побара распуштање на собранието и распишување на предвремени избори. Секоја политичка партија и коалиција треба да излезе со јасен план и визија за надминување на проблемот, бидејќи проблемот е тука. Ние не можеме да го игнорираме проблемот. Ние ги предупредувавме, 3 пати ги предупредувавме дека создаваат проблем. Тие одлучија да продолжат да го создаваат тој проблем, мислејќи дека на тој начин ќе им бидат заборавени и простени сите криминали и сето она што лошо го направија, мислејќи дека ќе потпишат и со тоа се завршува. Мицковски им порача на сите оние луѓе кои доаѓаат од страна овде во Македонија, дека се сретнуваат со некредибилни луѓе од владата, кои не уживаат никаков авторитет кај граѓаните. Лидерот на партијата апелира да не ја спасуваат политичката кариера на политичките криминалци од владата на ДУИ поддржана од СДСМ. Да се завртат кон народот и да го прашаат народот што очекува. А народот очекува час поскоро оваа влада да се распушти, дојде на избори и да избере влада која ќе биде народно поддржана, вели тој. Ние како ВМРО ДПМН сме заедно со народот, гледате, работиме, тука сме, нема од што да се стравиме, нема од што да бегаме. Подготвени сме сите прашања да ги решаваме, но да го поставиме овој пат прашањето што има за народот и што има за Македонија. Доста беше порази, доста беше губење. Од кога го сменивме името, од кога сменивме знаме, од кога користевме понижувачки имиња, што све не истрпе овој народ. И денеска има конечно една политичка опција која што не го поставува прашањето што има за нив, туку вели што има за народот и што има за Македонија. Мицковски посочи дека секојдневно е под притисок за да учествува за промена на уставот и дека тие притисоци се сериозни, но тој и ВМРО ДПМН нема ни милиметар да се поместат од ставот дека уставни измени овој парламент нема мандат да направи.